пораки со премногу емоции, со премногу топлина и жал. Вчера доаѓа и преку неколку други веб страници. Сите ги изразуваа чувствата за човекот кој им приреди на вистина прекрасни моменти. Околу 12 часот и 30 минути се очекува да почне и чинот на погребение. На која ќе бидат представници на Македонската православна црква, а потоа последно испраќање, последно обраќање на Тоше Проевски ќе му упатат представници од естрадата, негови соработници, представник на градот, народниот град на Крушево и представник на државниот врв. На барање на семејството, синоќа по смртните останки на Тоше Проевски, без државни почести од Хрватска беа префрлени на аеродромот Александар Велики со цел да биде побрзо вратен дома по неговото родно Крушево. Почет му даваат мајката Домника и таткото Никола. Венец ќе положи владината делегација предводена од премиерот Никола Груевски, вице-премиерите Зоран Ставлевски, Живко Јанкуловски, министрите Ивановски, Селмани, Венец ќе положи делегација на Собранието на Република Македонија, предводена од председателот Ивица Георгиевски.
делегација на град Скопје, предводена од градоначалникот Кустовски. Таму беше еден од домовите на Тоше. Живееше во Крушево, живееше во Скопје, живееше во светот. Последна почетки му даде и Вилма Трајковска, супругата на починатиот председател Трајковски. Го сакаше убавото, го сакаше хуманото, но тоа им го нудеше и на другите. Едноставно сакаше да биде тука, близок, и не случајно денеска тука се и дипломатите, тука се политичарите, тука се пријателите. Едноставно, беше едноставен, го почитуваа, затоа се тука. Сите дојдеа да му одадат почит. Тука, на платото пред споменикот Македонијум, каде ги помина детските денови. Последна почит ќе му изрази председателот на Република Македонија Бранко Црвенковски.